Здраво, криптореволюция. Значи овака, по многото пораки ще ги добив, плюс има и един коментар дечкото, или два коментари беа. Гледам дека многу луѓе многу се слаби со математика. Многу. Јас сум катастрофа со математика бил, али сум седнал и сум научил. Точно дека ваше училиште ништо не ве учат. Тоа е точно, и мен ништо не сам учили. Али луѓе треба да научите математика. Катастрофа, луѓе. Катастрофа е дека вие гледате видеото површно и правите за тоа што некој криптогуги ви речел така. А уопште не разбирате математика и уопште не разбирате со Флипо, биткоин и Кардано што значи. Чим ми праќате пораки, ама брат ја го сменив Кардано и он рипнал 10%, ова биткоин рипнал 10%, а Кардано стое, на загуба ли сум? Другари, какви 10% бе? Какви 20, какви 30, какви 150% брат литнал, дали сте на загуба? Значи, како е возможно, нели многу се лутат дека и викам дигитално неписмени. Као сум ги вргял македонците. Другари, кој збор да го кажам? Еве, изберете си кој друг збор да го кажам, на тоа што не знаете да пресметате едноставна математика. И ја треба сега замисли, имам одговорено над 40 пораки денеска исти. 40 луѓе од Македонија, значи замислете се уште колку други ги има што се кријат, нека да кажат. 40 луѓе и двајца јавно среќе пишаа коментар плюс да имам доказ. Значи ако двајца се пишале, значи замислете се упораки колку се, нели Македонија што повеќе се крие. Не сака јавно да се покаже. Да го гледат. Ај па среќа, нели, кажи го, еден беше пишал у криптореволуција, ако не се лажам. Другиот што пиша беше се избришал сам коментаро. Онај што се закануваше сам, не се извини, ама сам го избриша коментаро. Онај другиот него е стоја, а онај третиот денеска пиша под моето видео за BTC Flip. И ја да пиша си човеко, не му се гледа името, нели? Ја за тоа ви викам, ако неките на мојата група, пишувајте на кажи го на YouTube каналот, там не го ставајте името, ставете си надимак и никој нема да знае кој сте вие што прашувате. Значи луѓе, лутите се дека викам дигитално неписмени. Што значи дигитално неписмени? Значи вие го гледате видеото у дигитална форма, површно го гледате и правите само окей, Гуштеро кажа ока, ајде, крипто го ги кажа, цап чеки натиснем и натаму кога ќе гледаме и литнал биткоин на 10%, а Карданото стои леле, на загуба ли сме, брат. Другари, ја шо ви викав? На 7500 Кардано беше 0.32 и 34, ама пагаше на 32. Значи јас сум го начекал на 32. Купувате 235.937 Кардано. Значи за биткоин ако го сменете на 7500, а разликата Кардано не ова, не го гледајте во 785. Толит нава више испуштилите го тај воз. Значи јас го смениле на 0.32. Што мислам дека некој души го сменија, а тај дечкото чекам да пише, не знам од дека беше од Германија или што имаше 5 биткоина, да се надевам дека ме послушал. Он кој ми пиша, не се сеќавам биткоин на која сума беше. Дали беше на оваа сума или беше на 80.000 биткоина беше на повисока сума, ама ако го е сменил, значи до сега е натрупал. Значи финтата беше кога биткоин доминенс е толку многу голем, а Кардано е толку многу мал, 0.32, вие взимате 235.937 токени. По $3 all time high Кардано е $707,000, брат. Само да се върне Кардано на $3, правите $707,812. Тай еден биткоин што сте го сменили на 7550, слушајте, исклучете телефоните и телевизорите. Слушајте, нема више да ви одговарам на глупите пораки. Губите ми го времето, не знаете математика. Значи, вие правите на 7550, ако сте го сменили на $3, ако сте го сменили на 0.32 центи Кардано, правите 235.937 токени от Кардано и тие кои ги продаете на all time high, не е да се ризикува на 4 на $5, само на 3 е $707,000. Значи биткоин не може да литне 707,000. Значи вие го ризикувате биткоин на $75,000, за да го сменете за Кардано на 0.32 центи, кога е бил ниско, пред да литне там 80%. Вие не може да го изгубите тај биткоин, затоа што со $707,000 кога ќе го кеширате Кардано
и биткоин и 120 да, и 140 и 200 да, вие па може да си купите и то неколко биткоини. Еве 707 хиляди. Делено на, еве да речем all time high стигне най-лоша варианта. Мислям най-лоша за вас за по-много да купите. Ке купите 5 биткоини, брат. Еве най-веќе да литне биткоин, со тие пари ке купите 5. Значи вие сте ризикували 1 биткоин, ако ќе иде all time high Cardano 5. Значи вие не огледате вие Cardano, ако сте оставили 7500, така ли? Може да ќе литне 120 хиляди, а Cardano ќе остане на 0.75. Така ли? Ама ако ќе завърши работата тука, пумпат Cardano. Ќе опумпат Cardano на $3. Вие не я гледате тази цена. Вие гледате финалното шо ќе продадете, така ли? Еве друга. Да речем, беше 85 хиляди, така ли? Не. Беше 89 хиляди, делено на, еве, на 0.75, 0.75. Не, 0, че, колко беше? А, не. 89 хиляди, делено беше, ще да видим дека Cardano. Не ми е ясно, другари, како е можно Дигитрон, другари, дойдевме до това, луѓето се лудат за дигитално неписмени при видео, луѓе, и сега, например, ке речете, ама добро да обясниш, па замисли си, ја го направи видеото, аз съм шокиран дека луѓето не можат да го копчат. Чи на македонски видео. Ево, 0. Е било 0.43, така ли? Делено на 0.43. Тия ще го сменя. Тия ще ми пишава. Значи, пази, на 89 000 кога беше Cardano. Ово биткоин. Един биткоин беше 89 $000. Они го минуват на 0.43. Тия ще, нали, ясно сменил на 0.32. Ама вие ще играят новите. На 0.43. Взимат 260 000 Cardano. Така ли? 260 000 Cardano по $3 е 620 $000. Значи, па се биле ин у играта, така ли? Одеме на друго. Биткоин лита 89 000 делено на... Опа. 89 000 делено Cardano лита на 0.56. Така ли? Е 158 928 Cardano. Така ли? По $3. Замислете, я го сметам на колко е бил all time high. А замисли на 4, 5 или 6. Ама то си е ризико нивен. Да речем, еве, по $3, луѓе, е 476 785 $. Значи тия ще го смения биткоино 89 000, а ще го изпуштия, нели, рипнава цената и го продадея на 0. Дури 56, борбата е колко повече Cardano да вземат. Е 476 $. Така ли? Делено на 120 $000, да речем, иде Cardano, ово биткоин, ке вземат 3, скоро 4 биткоин ке вземат. Че един се ризиковали назад, ако ке падне, мислям не да ке падне, замисли ако чекат 3 години да падне на 50 000, колко ке вземат? На 50 000, еве, грубо да го ставяме, 476 000, така ли, 476 $0. Делено, еве, да литне биткоин 120 000, нели трябва да коригира? Ке коригира сигурно минимум до 60 $0, така ли? Ке вземат скоро 8 биткоини. Ако го чуват тия пола милион и да го чекат биткоин да падне, ке вземат и завиши за наредната сезона биткоин, кој ќе отиде да речеме по, еве, ако оваа сезона е 120, наредната да речем иде 300 000. 2 милиона и 380 000. Че математика, луѓе, правите си. Да, јас си, нели, бистра мозуко за цените, ама тоа е. Ама сега почнуват, брат, сега да го сменам ли? Луѓе, 90 000 на 774 делено на сегашната 0.75 кој шо литна е много по-голем ризик, затоа што вие взимате само 120 000 0.32 Cardano. По $3 е 363 $000. Така ли? Па сте у игра на $3, биткоин па нема да стигне, па сте окей. Ама, ваше ризико, јас съм му кажал на време кога да се смене. Ваше е да отлучите. Гледай сега. Да речеме, прашуват ме 90 000, еве 784 беше, така ли?
Сега викат, ако он литне, мислам, биткоин е тука, а овоа стане $1, така ли? Делено на $1 е истото, така ли? 90, ке вземете 90.784 Cardano. Така ли? По 3 е 272 000. Разбирате ли? Ама трябва да внимавате. Ако да речеме биткоин стане 100 000, а Cardano литне $2, вие няма шо да сменете. Гледай колко малко ке вземете Cardano. Ке вземете 50 000 Cardano. По 3 е $150,000. Завършва играта, брат. Не може да го сменете Cardano, кога више е надминал $1 по 2. Това е голем ризик. Затова ще гледате. Биткоин може да стигне 140-150,000. Така ли? Ама вие долу, ако го сменете Cardano на $5, ваш ризик е направите много повише. Ама сакам да ви кажам, колко повише рипа цената на Cardano, а биткоин стоят доле, толкова взимате по-малко токени. И толкова по-малко сте за профит. А това е шо направил? Купил го биткоин, сменил го биткоин за Cardano, биткоин е рипнал 10%, Cardano стоят доле и он го сменил назад за биткоин и ми вика у профит ли съм? Какво може да си у профит, брат? Какво може да си у профит? Я не те знам на коя цена си сменил Cardano. Значи ако биткоин си го сменил на 90,000, за 70,000, а биткоин лита 10% нагоре и ти пак го сменеш, то е катастрофа. Че трябва ти 90,000 си го сменил биткоино, Cardano е 0,76, ова е 100 на 90,000, а Cardano отиде на 0,85 центи, разбирам да го трейдаш, да го върнеш, да го флипнеш назад, устvari на 90,000, да, ки си направил профит, ама ти трябва да си го сменил на оваа цена, да речеме биткоин, Cardano да литне, а биткоин да остане на тази цена или чисто малко да се качи за $200-300. Чисто малко се качи, па и за $1000 да се качи, ама Cardano трябва да е спрямо биткоин, да речеме биткоин, тук гледате, 1 саат и 24 саата. Значи за 24 саата да речеме, вие сте го сега сменили. Биткоин да литне 1%, така ли? А Cardano сте го сменили на нова цена, Cardano литнал 5%. Сега, пред 24 саата, ако сте го сменили биткоин на 90,000, така ли? И 819, он е мръднал само 0,32%. Cardano сте го купили, събайли, Cardano гледаш према биткоин е литнал 5,73%. Вадите ги тия 0,30 совия, така ли? И вие сте 5% и 50 на профит, да речеме, така ли? 5% и 50, 5,5% сте на профит. Ако Cardano тогава го върнете от биткоин, да, ке вземете биткоин повече, ама забравяте една работа. Вие ако ги флипате, берзата ви взима фи, данък. Разбирате ли? Това не го забравяйте. Берзата ви взима фи. И на мали суми не може да си играете, затова защото берзата ви взема фи. Трябва да ви пресметете и колко флипнете от това у Cardano, па от Cardano ово, и колко фи ви е вземало, няма да е исто дека сте 5,50, ке сте по-малко. Разбирате ли? Че тук, другари, гледайте да правите математика. Математиката да ви я покажа. Това го делите с това и това го множите по минимум $3 колко е бил all time high, или биткоин го множите, тай Cardano го множите и го делите с това, го множите ако е 120 или 140 $, дали ви се изплатя да го сменете биткоин? Дай, брат, че жити се, гледайте го това видео, ми пишете коментари, дали сте го разбрали видеото, брат. Поздрав!